Урбани вести на Прва Скопска, добре дојдовте. Здравиот начин на живот и здравата исхрана се најдобрата превенција од многу болести, а особено ова важи за канцерогените заболувања. На оваа тема имаме пошироко истражување за што ќе ве информираме во ова издание на вестите. Останете со нас, во продолжение ги гледаме и останатите наслови за денеска. Од понеделник почнува грејната сезона. Петок за млади, проект на Фондот за иновации наменет за учениците. Здравата исхрана е превенција од малигни заболувања. Несекојдневна изложба на олдтајмери в недела во Скопје. Родителите постојано да го следат онлайн однесувањето на децата. Со цел да се поттикнат младите да работат на иновативни решенија со кои би дале свој придонес во заедницата, Фондот за иновации ги стимулира учениците од основните и средните училишта да се приклучат на иницијативата Петок за млади, во рамки на која денеска беа презентирани неколку идеи за зачувување на животната средина. Фондот за иновации и технолошки развој денеска ја промовираше новата иницијатива Петок за млади, чија цел е да се поттикне креативно, критичко и иновативно размислување кај основците и средношколците, наспроти учењето само од книги. Како што рече директорот на фондот Јован Деспотовски, иницијативата за почеток ќе се реализира 2 пати месечно. Се уште е во експериментална фаза и е отворена за секакви предлози. Денеска ни се гости 5 успешни тима од проектот Апшифт што го реализираме заедно со УНИЦЕФ, кои што изминатиот викенд добија, односно беа избрани да ги презентираат своите идеи во различни области од живењето. Сега имавме можност да проследиме еден проект кој што во делот на екологијата, односно како да се искорени користењето на пластични шишиња. Покрај овие 5 тима кои што се составени вообичаено од средношколци, имаме на гости една група ученици од Основното училиште Димитар Миладинов. Целта ни е тие деца да ги видат своите не се врсници, него малку постари другарчиња, како низ еден критички пристап, како низ еден креативно размислување, наоѓаат решенија или нудат решенија за различни проблеми со кои се соочуваат во секојдневието. Она што е многу важно е што се одважиле, се охрабриле, сме ги поттикнале да размислуваат на еден начин со кој што ќе си го подобрат своето секојдневно живење, преку нудење на поинаков пристап кон проблемите и поинакви решенија кон проблемите. На промоцијата, 5 екипи од средношколци од различни училишта ги презентираа своите иновативни предлози од циклусот истражувачи. Присуствуваа и ученици од Основното училиште Димитар Миладинов, кои се добитници на првата награда. Учениците од Димитар Миладинов во рамки на Петок за млади во просториите на фондот со креди во боја ќе цртаат дел од зидот, а ќе добијат и подароци. Од понеделник почнува грејната сезона и ќе трае се до 15 април 2019 година, информираат од БЕК. Како што велат од компанијата, во овој период испораката на топлинска енергија ќе биде регулирана во зависност од атмосферските услови и надворешните температури. Корисниците ќе имаат загреани домови согласно стандардите, односно температурите во домовите да не бидат пониски од 20 степени Целзиусови. Граѓаните и правните субјекти во Скопје кои се поврзани на централниот систем на топлинска енергија од 15 октомври во понеделник ќе почнат да добиваат топлинска енергија се до 15 април 2019 година, кога трае регулираниот период за редовна испорака, соопштија од компанијата БЕК. Во овој период, како што се посочува, испораката на топлинска енергија се врши по строго утврдени правила и диаграми во зависност од атмосферските услови и надворешните температури. Доколку надворешните температури се пониски во текот на регулираниот период, се испорачува поголемо количество топлинска енергија и обратно, така што корисниците имаат обезбеден комфор и загреани домови согласно стандардите, односно температури во домовите не пониски од 20 или 21 степен Целзиусов. При одредени атмосферски услови на доволно топло време, кога не е потребно никакво грејење,
Се прекинува испораката на топлинска енергија во периодите на високи надворешни температури, а веднаш по намалувањето на надворешните температури под определените вредности, грејењето повторно се вклучува. Од БЕК информираат дека годинава споредено со минатата година бројот на нови потрошувачи е зголемен, а трендот на повторно приклучување се должи на високиот комфор што го добиваат потрошувачите за најдобра цена, согласно сите еколошки стандарди. Како резултат на континуираната модернизација на системот за централно грејење, квалитетот на услугата е значително подобрен. Главните причини за прерана смрт кај населението е заболувањето од карциноми, а како превенција од овие заболувања се сметаат навремените превентивни прегледи. Нутриционистите се со сосема друг став околу превенцијата од овие заболувања. Тие велат, превенцијата е здравиот начин на исхрана и здравиот начин на живот, а одењето на лекар е само утврдување дали некој е болен од карцином. Малигните заболувања се почесто се застапени како кај нас, така и во светски рамки, а представуваат една од главните причини за прерана смрт. Иако има повеќе фактори кои влијаат на појавата на канцер, сепак луѓето се тие што треба да се обидат да влијаат на факторите кои се во нивни раце. Според истражувањата на експертите, за рак трите најглавни фактори кои придонесуваат за појава на овие болести се дебелината, лошата исхрана и физичката неактивност. Научниците веруваат дека не постои единствена храна која може да го заштити или да го излечи човекот од рак, но со правилен избор на прехранбени намирници во исхраната составена правенствено од растителни производи може да се постигне посакуваниот ефект. Минералите и витамините во растителната храна овозможуваат заштита од малигни заболувања. Нутриционистите велат дека на македонското поднебје растеш свеж зеленчук и овошје, а тоа се најдобрите македонски производи кои треба да се користат во исхраната. Постарите генерации подобро се хранеле, а за жал во денешно време помладите генерации понесоодветно се хранат, за што сведочи изголемениот број на деца со зголемена тежина, зголемен број на дијабетичари и зголемен број на заболени од канцерогени заболувања. Нутриционистката Цвета Динева за Прва Скопска вели дека кога станува збор за превенција, мора да се работи на едукација на луѓето што треба да внесуваат, а што треба да одбегнуваат, бидејќи здравиот начин на живот е превенција, а одењето на лекар е за да се утврди дали некој е болен од канцер или некое друго заболување. Те вели превенцијата е број 1. Сега во превенција за жал се смета она одење на лекар кога се оди да се види дали некој е болен од канцер на гради или канцер на панкреас, на желудник и така натаму. Не е тоа превенција. Тоа е само регистрирање на дадената болест што веќе се развила во тоа тело. Превенција, или ајде ќе речам предпревенција е начинот на кој ние живееме. Ние треба да сватиме следно. Еве, скоро имаше тема рак на дојка, нели, розовата пропаганда што беше, и тоа е се во ред 10 или 11 година за ред, и слушав изјавите на болните, изјавите на тие што, нели, се ангажирани околу таа розова пропаганда. Вели превенција во прегледи, добро, тоа стои. Меѓутоа, тоа е регистрирање на дадената состојба. Превенцијата пак, и покрај тоа, што 11 години функционира таа организација, сепак бројот на болните од пред 10 години и сега е скоро дуплиран. Сега не ме фаќате за збор точната бројка. Тоа значи дека нешто не е во ред. Мора да се работи на предпревенцијата или вистинска превенција е едукација на луѓето како да се хранат, што да внесуваат секојдневно, што да одбегнуваат и ако имаат одреден потенцијал за одредено заболување, точно да се информираат каков треба да биде нивниот начин општо на живење, затоа што храната е 90%. Многу е битно и кога се легува ноќе, кога се станува наутро, дали имаме било какво некое движење, не мора вежбање, движење едноставно да организмот си добие она што му по природа на нешта му следува. Комбинацијата на лоша храна и немањето физичка активност и зголеменото присуство на стрес е она што најмногу му штети на човечкото тело. Затоа, здравата исхрана е најефикасниот начин не само на превенција, туку и на навремен третман на многу состојби
состојби во медицината. Често пати родителите се прашуваат кога е вистинското време да им купат на децата смартфон или таблет. Експертите советуваат дека секое дете е уникатно и различно, а родителите се тие што најдобро го познаваат детето и тие треба најдобро да знаат за што е подготвено нивното дете. Експертите советуваат доколку децата добијат вакви уреди, родителите треба постојано да го наблюдуваат нивното онлайн однесување. Мнозинството од денешните деца многу порано добиваат пристап до мобилни уреди, а родителите често се прашуваат кога да им купат смартфон или таблет. Се уште е рано да се каже како електронските уреди влијаат врз развојот на децата на долг рок, но веќе се спроведуваат истражувања и експертите дошле до некои заклучоци кои ќе им помогнат на родителите при одлучувањето кога да им купат на децата вакви уреди. Експертите советуваат родителите да се држат до правилото 1:4, односно за секои 4 години на детето да му додавате по 1 час кон времето во кое му е дозволено да стои пред екранот. Ако детето е од 2 до 5 години, пред екран дозволено е да поминува 1 час во денот. Ако е од 6 до 9 години, дозволени се 2 часа, а доколку детето е на возраст од 10 години и нагоре, се препорачуваат 3 часа. Во странските држави педијатрите не препорачуваат децата под 2 годишна возраст да стојат пред екраните, бидејќи мозокот се развива подобро при комуникација со луѓе и неструктурирани игри. За родителите најлесно да одлучат кога е вистинското време да купат смартфон на своето дете, треба самите да проценат дали има потреба од таков уред, бидејќи секое дете е уникатно и различно. Доколку родителот одлучи дека детето е подготвено да поседува паметен телефон, треба постојано да разговараат со нив на темата и треба да го наблюдуваат онлайн однесувањето, за да бидат сигурни дека во него нема ништо лошо. Родителите треба да ги научат децата што да споделуваат и со кого е безбедно да комуницираат на интернет, да не се плашат да кажат доколку некој возрастен ги малтретира. Според статистиката, децата почнуваат да влегуваат на интернет уште на 3 годишна возраст, меѓу 6 и 9 годишна возраст веќе може да имаат свој таблет, но да го користат по надзор на родителот. Учениците во Македонија поминуваат значително повеќе време во училишните клупи за разлика од нивните врсници во европските училишта. Сепак, тоа не е основен предуслов за понатамошна успешна кариера. Директорот на Светска банка предупредува дека на македонскиот образовен систем итно му се потребни мерки за трансформирање. Македонскиот образовен систем наспроти образовните системи во Европа и секогаш тема на која има многу да се пишува. Претходно објавивме истражување на база на споредби, кои се главните карактеристики на образованието во земјите од Европа, наспроти македонските правила во училиштата. Сепак, и покрај тоа што македонските ученици значително рано го започнуваат образовниот процес, не значи дека се пообразовани од нивните врсници од другите земји. Имено децата во Македонија додека наполнат 18 години се очекува да завршат 11,2 години од предучилишното, основното и средното образование. Меѓутоа, кога годините на школување ќе се прилагодат според квалитетот на наученото, тоа е еквивалентно на само 6,8 години, што значи дека има јаз во учењето од 4,4 години, покажува најновото истражување на Светска банка. Според истражувањето, дете родено денес во Македонија, кога ќе порасне ќе биде продуктивно 53% од она што би можело да биде ако имало целосно образование и било целосно здраво. Директорот на Канцеларијата на Светска банка во Македонија, Марко Мантованели, истакнува дека потребно е итно преземање мерки за трансформирање на образовниот процес во Македонија. Во моментов, Светска банка ги поддржува напорите на Македонија за зајакнување на техничкото средно стручно образование и обука и високото образование преку проектот за развој на вештините и поддршка на иновациите со кредит во износ од 24 милиони долари. Целта е да се подобри транспарентноста на распределбата на ресурсите и да се унапреди отчетноста во високото образование, да се подобри релевантноста на средното техничко стручно образование, како и да се поддржат капацитетите за иновации во Македонија.
Светската банка исто така ја поддржува Македонија во насока на подобрување на пристапот до квалитетно рано детско образование и детска нега за сите деца, особено за децата од социјално ранливите групи, преку проектот за подобрување на социјалните услуги во вредност од 34,6 милиони долари. Со овој проект се очекува да се подобри подготвеноста за училиште, што е од витално значење за доживотниот развој на вештините и за јакнување на конкурентноста на економијата на земјата на долг рок. Центарот за истражувања Хаемус од Скопје организира едукативни тури низ Македонија во рамки на кампањата Дестинација Македонија. Првата едукативна тура е за отоманското наследство на Скопје, која ќе се одржи на 14 октомври. Промоција и популаризација на богато културно-историско наследство на Република Македонија од различни периоди е целта на едукативни тури низ Македонија во рамки на кампањата Дестинација Македонија, што ги организира Центарот за научни истражувања Хаемус од Скопје. Првата едукативна тура е за отоманското наследство на Скопје, која ќе се одржи на 14 октомври, следат на палатите на Старо Скопје на 21 октомври и постапките на древните римјани, закажана на 28 октомври. Како што наведуваат од Хаемус, сите тури се осмислени со цел учесниците да поминат низ искуство, знаење, интеракција и секако многу забава, додека го запознаваат културното наследство на Република Македонија. Турите кои ги организираме се необични и ретко може да се најдат на пазарот, бидејќи се создадени на тој начин додека трае прошетката да бидат во активна интеракција со учесниците. Посетителите се едуцираат, но и споделуваат знаење и информации за локациите кои се посетуваат, покрај кои поминуваат дневно, а сепак многу малку значат за нивното пошироко антрополошко значење, изјави Василка Димитровска, директор на Хаемус. Настаните се организираат под мотото на УНЕСКО за отворени едукативни ресурси, а во рамки на Европската година на културно наследство. Дел од турите се поддржани со логистика од град Скопје, а за сите учесници се обезбедени обемни печатени водичи во издание на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија. В недела во Скопје ќе се одржи несекојдневна изложба на олдтајмери. На плацот кај авиончето во општина Аеродром ќе бидат изложени околу 50 луксузни несекојдневни олдтајмери и 20 моторцикли. Организаторите велат дека идејата е да се представат олдтајмерите што ги има во Македонија заедно со возилата кои ќе бидат донесени од 4 соседни држави. Околу 50 луксузни и несекојдневни олдтајмери и 20 на моторцикли ќе бидат дел од Скопје Classic Day 2018 што ќе се одржи в недела на плацот кај авиончето во општина Аеродром. Меѓу нив ќе има и околу 10 автомобили донесени од соседните држави кои за прв пат ќе бидат видени во Македонија. Возилата ќе бидат постари од 35 години, што е услов за да се класифицираат како олдтајмери. Организаторите велат дека идејата е да се представат олдтајмерите што ги има во Македонија заедно со возилата кои ќе бидат донесени од 4 соседни држави. Граѓаните ќе имаат можност да поминат ден од викендот, дружејќи се со одбрани автомобили и моторцикли кои не се гледаат секојдневно. Во рамките на настанот ќе биде доделена и наградата за најдобра целосна презентација, што е пракса во државите каде се организираат вакви настани. Замислено е да има динамична и статична презентација на возилата со кратка приказна за возилото. Во општина Илинден во тек е есенска дератизација на уништување на глодари и дезинфекција на јавните објекти на територија на општина Илинден. Со оваа дератизација опфатени се 500 шахти што се наоѓаат на јавните површини во Илинден. Како дел од програмата за заштита на населението од заразни болести за 2018 година, во тек е редовна есенска дератизација за уништување на глодарите и дезинфекција на јавните објекти на територија на општина Илинден. Од општината информира дека со дератизација се опфатени околу 500 шахти што се наоѓаат на јавните површини во Илинден. Покрај пролетната дератизација за уништување на глодари, согласно елаборатот за спроведување на превентивна дезинсекција
дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливи заболувања. Досега се извршени 2 ларвицидни дезинсекции за уништување на ларви од комарци на површина од 50 хектари и 4 терестрични дезинсекции за уништување на возрастни форми на комарци. Како што информираат од општината во насока на спречување и сузбивање на заразни болести и инфекции, општина Илинден и во наредниот период ќе продолжи со примена на сите потребни мерки за заштита на населението. Вечерва со проекции на филмовите Пред дождот и Граница на Али Абаси завршува фестивалот на дебитански филм Киненова. Оваа програма се реализира надвор од официјалната програма и има за цел преку проекции на овие филмови да поттикне дебата во однос на темите и прашањата за либералниот напредок на регионалните општества. Фестивалот на дебитански филм Киненова во рамки на програмата Балканската филмска уметност како европско културно наследство завршува вечер со проекции на Пред дождот во Кинотека на Македонија и Граница на Али Абаси исто во Кинотека на Македонија. Оваа програма се реализира надвор од официјалната програма и има за цел преку проекции на овие филмови да поттикне дебата во однос на темите и прашањата кои тие храбро ги отвораат, а се однесуваат на проблемите што се уште го спречуваат либералниот напредок во регионалните општества. Филмовите од оваа програма одбележаа една етапа од развојот на балканските општества и силно и храбро, преку моќта на универзалниот филмски јазик, отворија актуелни болни теми. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен североисточен ветер. Во североисточниот дел на земјата ветерот достигна и брзина до 40 км на час. Во Скопје и околината слично време. Во наредните денови ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. Утрата ќе бидат малку постудени, а дневните температури со позначителни промени. Од среда се очекува постепен пад на температурата на воздухот. Денеска имавме температура до 24 степени, а метеоролозите најавуваат и за утре температурата да се искачи до 24 степен. В недела температурата ќе се движи од 5 до 23 степени, понеделник од 6 до 23, а во вторник од 6 до 24 степени. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.